Ова е студентски парламент на Укло FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денешното издание е во знакот на средношколците. Имаме гости средношколци, ученици од Средното општинско училиште Гимназија Јосип Броз Тито Битола, креатори на иновативната алатка Кариерен информатор и AI chatbot, изработен во партнерство со Кредо Центарот на Укло. Исто така имаме подготвено и други интересни информации, па останете со нас на 90,8 да дознаете повеќе. На почеток, музика. Niki moj, hajde ne me nerviraj. Kaj sum bila, zašto sum bila, ne problem tvoj. Niki moj, ajde ne mi dodevaj. Kade odam, so kogo odam, ne tvoj niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se lažeme, ništo da ne kažeme. Laži niki, 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 laži, laži niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se ljubime, zašto vreme gubime. Ljubi niki, 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 ljubi, ljubi niki moj. Ratatajra, raparapajra, rapapara, ratarapajra, rapamparam, pam, 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 pam. Niki moj, hajde ne me nerviraj. Kaj sum bila, zašto sum bila, ne problem tvoj. Niki moj, ajde ne mi dodevaj. Kade odam, so kogo odam, ne tvoj niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se lažeme, ništo da ne kažeme. Laži niki, 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 laži, laži niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se ljubime, zašto vreme gubime. Ljubi niki, 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 ljubi, ljubi niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se lažeme, ništo da ne kažeme. Laži niki, 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 laži, laži niki moj. To a ti je taka niki moj. Ljubov ta je maka niki moj. Hajde da se ljubime, zašto vreme gubime. Ljubi niki, 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 niki. Како што кажавме во најавата, денеска во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло FM Битола имаме гости средношколци, ученици во Средното општинско училиште Гимназија Јосип Броз Тито Битола, креатори на иновативната алатка Кариерен информатор и AI chatbot, изработени во партнерство со Кредо Центарот на Укло. Тоа е практично продолжување на веќе воспоставената соработка која во континуитет се продлабочува, а целта е јасна – да се поддржат младите умови уште од средношколска возраст и да се овозможи нивно природно интегрирање во високото образование и академската заедница. Гимназијалците од Јосип Броз Тито Битола се вклучени во најразлични активности и манифестации организирани од универзитетот. Укло во гимназијата гледа партнер при реализацијата на бројните настани, но пред се сојузник во едукацијата на младите. Разговаравме со директорката Лидија Споа. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ја продолжува одличната соработка што ја има со Средното општинско училиште Гимназија Јосип Броз Тито во Битола.
Наша денешна гостинка, директорката на гимназијата, господјата Лидија Споа. Добре дојдовте во програмата на Укло ФМ Битола. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до слушателите на Укло радио. Веќе кажав, одлична соработка која што започна од минатата година и како што тргна, ќе биде уште поголема. Започнавме со конкурсот Корени и крилја, европска диплома дома и морам да кажам дека практично учениците од гимназијата Јосип Броз Тито беа најбројните кои што испратија своји творби, ликовни творби, проза, поезија, но исто така и кратки филмови, нели, кои што навистина го задржаа вниманието на сите. Токму така, нашите ученици секогаш на висината на својата задача, секако со наша огромна помош, меѓутоа и тие како ученици се секогаш тука да се представат во најдобро светло и самите себе си како гимназијалци, но и гимназијата како институција. Многу креативни деца имате. За голема среќа, навистина е така, имаме доста креативни деца, креативни наставници и кога двете нешта ќе се спојат заедно, резултатите се навистина прекрасни. Реков, започнавме со Корени и крилја, но со оглед на тоа што сакаме овој конкурс да стане традиционален и оваа година го имаме, но сега дополнет со една додавка, да речеме, метаморфоза. И тоа повторно ги очекуваме да ги има во голем број токму учениците од гимназијата Јосип Броз Тито. Не се сомневам дека ќе биде така и оваа година нашите ученици ќе бидат дел од метаморфоза, конкурсот и се надеваме дека ќе освојат високи награди како и лани. Сега ако одиме хронолошки, по тоа Корени и крилја, тука беше перформансот Словолюбве, кој беше подготвен или повторно во соработка со Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а во рамките на прославата по повод одбележувањето на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Прекрасна изведба која што ги остави без збор присутните во Народниот театар во Битола. Салата беше исполнета до последно место, а имаше, колку што може да забележам, и такви кои што не ни може да влезат, па бара и да се повтори нештото. Навистина салата беше премала да има возможни на сите да присуствуваат и да го гледат перформансот. Навистина беше одличен, долго време се подготвуваше, повторно учениците и професорите на висина на задачата, а продуктот го видовте сите. Одлична изведба на учениците, за оние кои што не беа и немаа можност да го проследат, да кажеме дека е поставен на YouTube каналот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но исто така и вашите ученици и на вашите социјални медиуми, нели, може да го видат. Какви се реакциите од оние кои што не учествуваа во перформансот? Навистина воодушевувачки, сите бевме позитивно изненадени, меѓутоа и не очекувавме да биде нешто и различно, знаевме дека ќе биде одлично и се уште и после толку месеци добиваме позитивни коментари и за нашиот јубилеј, кој што се реализираше во текот на месец февруари, меѓутоа и за заедничката соработка со Укло наречена Словолюбве. Мораме да кажеме дека оваа соработка продолжува сега и на еден поинаков начин. Учениците од гимназијата Јосип Броз Тито под менторство на нивната професорка Фанија Нагумовска, подготвија некои иновативни алатки, кариерен информатор и AI chatbot за потребите на универзитетот, но во секој случај са многу повеќе за средношколците, за сите оние кои што се уште можеби се двоумат каде да го продолжат своето високо образование. Алатки кои им овозможуваат да видат што се Укло им нуди. Токму така, таа алатка навистина е корисна, секако дека и самите средношколци кои што планираат да се запишат на универзитетот, многу ќе им користи. На самата алатка е креиран чатбот каде што можат да поставуваат прашања и да добијат соодветни одговори. Се надевам дека долго ќе се користи и само ќе се надоградува. Се работеше под менторство, што значи не се оставени сами на себе, но факт е дека во ова денешно време младите многу се заинтересирани за се она што значи новина во технологијата и истражувајќи добиват и идеи
што да работат и практично да им го понудат на своите соученици она што сметаат дека најповеќе им треба. Токму така, учениците се многу креативни, особено им значи кога ќе им се даде слободата, секако под менторство на професорите, доаѓаат до вакви идеи кои што како што кажав, се надевам ќе останат и како една добра алатка која универзитетот ќе ја користи долги години. Но и како учесници на други надпревари, на разни надпревари. Токму така, да, секако. Сега што ви следи вам подготовки за одбележувањето на вашиот патрон празник во мај. Токму така, денот на младоста е на 25 мај. Меѓутоа, како неработен ден, ќе го прославим на 26 мај во 19 часот во Центарот за култура, бидејќи само таму може да не собере. Искрено, и низ годините сме поставували и дополнителни седишта. Интересот е секогаш голем за настаните на гимназијата. Не очекуваме да биде поразлично и овој пат. Тоа ќе биде една театарска представа. Нема да ги откријам деталите, нека биде изненадување. Се уште има време до патрониот празник. Може би нешто ќе се наслушне, меѓутоа се уште точно не знаеме или не сакаат да ни откријат зашто всушност се работи, останува како изненадување за сите. Представата ја работи професорката по македонски јазик и литература Симона Петровска. Таа во периодов е доста ангажирана со децата. Во моментот се подготвува текстот, се прават проби на улогите, на кој ученик ќе им биде доделена соодветната улога, така да остануваме да видиме. Со нетрпение ќе го очекуваме настанот, да видиме што и овој пат подготвиле учениците од гимназијата Јосип Броз Тито. Јас ќе се заблагодарам за вашето учество во нашата радиопрограма, а на нашите слушатели ќе им порачам да останат и понатаму со нас, затоа што ќе може да ги слушнат и учениците кои што го подготвува кариерниот информатор и е четботот, па изворно од нив да се запознаат со алатката која што ја понудија за нас. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вам. Поздрав до слушателите. Посебно не радува тоа што учениците од горната гимназија ја увидоа можноста за развој и работа на нивни идеи заедно со УКЛО, а секоја добра идеја универзитетот со задоволство ја прифаќа, како што беше идејата за развој на иновативна алатка кариерен информатор и AI chatbot. За ова по музичката пауза. Па таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Без тебе ко да паѓа, без ни денот што се раѓа, и на тој некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен, како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш, пролетне се ти, животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Па таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши, што ги помниш ти? Ми подаваш рака и секогаш така дажна кога сум. Па таа твоја рака гасне мојата мака, јас спокојна сум и ништо не ме плаши. Штом си тука ти, блика сонце в чаши,
И сега во продолжение на емисијата Студентски парламент на УКЛО ФМ Битола повеќе за иновативната алатка Кариерен информатор и AI четботот. Тие се резултат на работата на средношколците Јован Мацанковски, Ангела Талева, Димитри Гагачев, Бојана Ѓорѓевска, Андреј Апостоловски и Ива Треневска од гимназијата Јосип Броз Тито Битола, членови на ученичката компанија Nextbot. Под менторство на нивната професорка Фанија Наумовска, а во партнерство со Кредо центарот на УКЛО, тие развија иновативни решенија наменети за кариерно насочување и информирање на идните студенти. Со професорката Наумовска разговаравме за работата на ученичката компанија. Со членовите на ученичката компанија Nextbot во гимназијата Јосип Броз Тито работи професорката Фанија Наумовска, професорке како ментор на извонреден тим ученици кои што изработија вакви иновативни алатки. Да, ми представува чест да работам со оваа група на ученици, посебно бидејќи се мотивирани, амбициозни и многу креативни и ги следат промените кои што ги носи новото време и успеваат сето тоа да го вклопат во предприемничкото учење кој што е составен дел на нашата гимназија и посебно на предметите кои што ги предава. И сега, ученичка компанија, тоа е нешто што во наше време, барем кога ние бевме средношколци, го немаше, но ова како тренд сега некако му доаѓа или потребите на образованието тоа го вара? Најверојатно потребите на образованието, меѓутоа ученичката компанија всушност потекнува од еден вид неформално образование кое што разбило соработка преку со Министерството за образование и така всушност навлегло во училиштата. Всушност станува збор за организацијата Junior Achievement, која што е организација која ги подготвува учениците за предприемачко учење и практична работа, така да тие во текот на целата учебна година развиваат идеја и се трудат да ја имплементираат, значи станува збор за реални идеи кои што можат учениците да ги извршат и на тој начин стекнуваат практични знаења од областа на предприемничкото учење. И се подготвуваат всушност за новото време каде што предприемништвото е составен дел. Колку се заинтересирани за предприемништвото? Обично како предмет, да речем, го учат студентите на универзитетите, меѓутоа еве го има и во средните училишта веќе долг период. Во средните училишта кај нас, конкретно во гимназијата, е застапен само во 4-та година. Меѓутоа се трудиме преку проектните активности и преку промоција и пренесување на она што се работи од година во година, од генерација во генерација, секогаш да привлечеме нова група на ученици. И досега сум задоволна затоа што секогаш имало интерес. Годинава конкретно започнавме да работиме со 4 ученички компании, од кои што моментално активни, поактивни се 2, што секако не имала бројка со оглед на обемот на работа и активностите што треба да ги реализираат децата надвор од редовната настава. Што се учат и до какви сознанија, да речам, доаѓаат со работата во ваквите компании? Започнуваат прво со идентификување и развивање на бизнис идеја, значи идентификување на проблемите и размислување како можат тие проблеми да се решат, за да после тоа преминат низ активности на формирање на компанијата и реализација на самата идеја, обезбедување на извори, стапување на комуникација со различни партнери за да можат да ја реализираат идејата, представување на идејата пред различни институции, обезбедување финансии за почетно функционирање и на крајот нормално треба да завршат со профит, ама и да не завршат со профит. Битно е да го поминат процесот на учење и да знаат со што се соочува еден бизнис, со какви проблеми и предизвици и да се потрудат да најдат решенија за тие проблеми и предизвици. Рековте, цел процес започнува со идеја, а кога се работи за идеите, јас барем гледам тоа на хакатоните што се организираат на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, се вели дека младите имаат толку многу идеи, неочекувани, да речем, за возрастните и уште што е подобро и за пофалба, идеи кои што може да се остварат. Како е тука во средношколските клуби? Да, тоа сосема нормално е. Значи, младите се секогаш покреативни од повозрастните со оглед на тоа што го немаат искуството и ограничувањата кои што ние ги имаме од една страна, а од друга страна следат многу повеќе што се случува и имаат некои нови потреби кои што ние не ги ни познаваме.
така да тоа им дава можност да даваат толку креативни идеи, да имат толку идеи во голем број. Сега конкретно за идејата за развивање на ова иновативна алатка кариерен информатор и AI chatbot дојде повторно од учениците? Од учениците, да, секако. Сите идеи доаѓаат од учениците. Ние сме само ментори кои што ги насочуваме, ги водиме низ процесот, а идеите секако доаѓаат од учениците. Така сме за да им помогнеме, а не да наметнеме наши идеи. Вие како ментор на вашата група ученици, но како ментори нели се јавија и од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, информатичари кои им помогнаа колку што може и ги следеа веројатно и нивната идеја. Така, нормално, за секоја идеја треба одредени специфични знаења. Јас како економист ги немам тие специфични знаења. По тие причини побаравме соработка од Универзитетот Свети Климент Охридски, кој што на идеја на разбирање ја препознаа идејата и ни помогнаа во тој технички дел. Ќе ги слушнеме и учениците, да слушнеме и тие што ќе кажат за алатките кои што ги направија, но ова е практично на некој начин продолжување на веќе воспоставената соработка меѓу Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и гимназијата Јосип Броз Тито Битола, соработка која што се надевам ќе продолжи понатаму и на ова поле. Секако и јас се надевам дека ќе продолжи соработката, бидејќи имаме толку можни полења за поврзување со универзитетот, бидејќи станува збор нели за две образовни институции од различни нивоа кои што можат меѓусебно да си помагаат, да се поддржуваат и да ги насочуваат учениците кон еден вистински правилен развој. Ви благодарам вам за разговорот, а сега по кратката пауза ќе ги слушнеме и учениците. И сега, како што рековме, да ги представиме учениците од ученичката компанија Nextbot во гимназијата Јосип Броз Тито, кои што работеа на иновативната алатка кариерен информатор и AI chatbot. Членови на оваа компанија се Јован Мацанковски, Ангела Талева, Димитри Гагачев, Бојана Ѓоргиевска, Андреј Апостоловски и Ива Треневска. Дел од нив ученици во трета година, некои во втора година, што значи дека има време се уште во годините што доаѓаат нели да работат и на други идеи. Но еве денеска заедно со нас Јован, Ангела и Андреј ќе поразговараме со нив, да слушнеме од нив што за нив значат овие алатки и како се дојде до идејата практично да се започне со изработка на овие алатки. На почеток со Ангела, значи Ангела, од каде ви дојде идејата да ги направите овие алатки кариерен информатор и AI chatbot? На почетокот идејата ја добивме кога дознавме за надпреварот кој го организира организацијата Junior Achievement, кога сфативме дека треба да добиеме идеја за бизнис, се помисливме за тоа кои се потребите на компаниите, за почеток на компаниите, и подоцна решивме да направиме врска помеѓу учениците од средните училишта и универзитетите, а исто така и со компаниите. Најпрво, нашата идеја беше креирање на веб страни. Пробавме да стапиме во контакт со некои компании, но свативме дека се уште нема доверба. Мисле дека немаме искуство и дека не знаеме да ги правиме веб страните. И решивме да стапиме во контакт со Универзитетот УКЛО и со цел да добиеме повеќе искуство, односно веќе да почнеме со работа и подоцна да добиеме, односно да ја стекнеме довербата и кај компаниите, па да продолжиме со работа и кај нив. Довербата од УКЛО ја добивте, го направивте она што го замисливте и се покажа дека навистина е одличен пример за тоа каква треба да биде соработката помеѓу средношколците и универзитетот. Алатка која што пред се ќе им користи на средношколците, но еве Андреј да ни каже што всушност овозможува вашата нова алатка. Значи, како што раковме, ние нудиме две алатки, од која едната е кариерен информатор. Кариерниот информатор овозможува на учениците да се определат за понатамошни кариери според своите таленти и амбиции, пополнуваат краток формулар од околу 30 прашања, потоа добиваат факултети препорачани кои се во склоп на универзитетот.
Следната алатка е AI chatботот, кој овозможува скратено, тоест олеснето разговарање помеѓу универзитетот и студентите, одговарање на прашањата инстантно, достапен е 24/7, односно во секое време, и ја намалува исто така работата на вработените во универзитетот со тоа што не морат мануелно да одговараат на прашањата. Сега кога го правевте, кога ги правевте овие алатки, веројатно ги тестиравте првен на вас. Што ти кажа тебе алатката? Кој факултет ти го предложи тебе да го избереш? Факултетот за безбедност. Да? Секако нема се врската со тоа ние што го правиме, ама моите амбиции беа кон него. Значи ли тоа дека ќе се определиш за таму или се уште имаш време да размислуваш? Ќе видиме, има време. Има време, да. А што ќе ни каже Јован? Јован ја проба и ти алатката сигурно. Што покажа таа, која професија тебе или кој факултет тебе би ти бил така избор број 1? Ја пробав и јас исто алатката, ми даде слични резултати како и Андреј. Факултет за безбедност и правен факултет мислам дека беа помеѓу првите факултети кои ги предложи за мене. Да. Пред да те прашам уште нешто, ајде и Ангела да ја прашаме што тебе ти кажа алатката. За мене најдобриот избор беше економски факултет. И се согласувам. Мислам Значи, дека кој ќе биде изборот економски факултет? Да. Добро. Значи, те очекуваме како укло студент на економскиот факултет во Прилеп. А сега, Јован, да прашам, дали при развивањето на ова алатка ги имавте во вид современите начини на пристап до информации што ги имаат вашите врсници? Па да, секако ние сме возраст во која што треба за брзо да донесеме одлука која кариерна патека ќе ја одбереме за нашиот живот и на кој факултет ние би се запишале. Па така, почнувајќи од нас, па и од нашите врсници, ние одлучивме да направиме едно решение за донесување на оваа одлука, што го нарековме кариерен информатор. Тој кариерен информатор им дава квиз на учениците, преку кој го одговараат и добиваат одреден резултат, односно кариерниот информатор им помага да одлучат на кој факултет, какви афинитети имаат кон кој факултет и која кариерна патека треба да изберат тие. Исто така, за да се олесни комуникацијата помеѓу универзитетот и учениците, односно кога учениците сакаат да добијат било какви прашања од универзитетот, наместо да испраќаат прашања, да чекаат повеќе време на мејлови, да. Да, на мејлови или физички да одат во просториите на универзитетот. На веб страната на универзитетот на УКЛО е поставен AI chatbot кој ние го изработивме и предноста на учениците е тоа што можат да постават било какво прашање за универзитетот и да добијат прашање веднаш, без никакво чекање, да добијат опширно прашање. Исто така може да добијат и контакт до секој факултет за подетално објаснување. Веќе кажавме дека работевте под менторство на вашата професорка Фанија Наумовска, но кога се работи за овој технички дел, да речем, или информатички дел, тука како ментори ви се јавија и лице од ректоратот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битол. Така е, ние имавме при изработката на овој AI chatbot воглавно, ние се соочивме со одредени препреки во кои што универзитетот ни се јави како помош за да можеме полесно да изработиме алатката. Еден од менторите беше и ректорот на универзитетот кој ни даде и помош и не насочи што треба ние да изработиме, како да го изработиме за да добиеме подобри резултати во AI chatботот. Сега, Ангела, што велат вашите соученици? Дали тие можеби пробаа како функционираат овие алатки? Ние стапивме во контакт со нашите соученици, имавме многу позитивна реакција, односно беа изненадени и на нашата идеја. Мислам, никогаш досега не се сретнале со вакво нешто и секогаш сами успевале да ги откријат своите афинитети и добри страни, ама сега ние му даваме мала помош со кариерниот информатор кој ги насочува на кој факултет би можеле да се запишат. Добро, јас очекувам како вака млади иновативни луѓе, полни со идеи, да понудите нешто друго, нешто ново, нели, за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, нешто што нели ќе може да го вметне и во своите програми. Па еве во таа насока, кои се вашите идни планови како членови на ученичката компанија Nextbot? Нашите идни планови за компанијата Nextbot се тоа што ние гледаме реален бизнис, реални бизнис можности со бизнисот Nextbot, бидејќи идејата која
услугите кои ги пружиме се дел од AI технологијата на вештачката интелигенција, која експоненцијално и многу брзо се развива во последно време и мислиме дека блиската иднина на светот лежи токму во вештачката интелигенција, па услугите кои ги нудиме се многу применливи во бизнисот и за неколку години ќе бидат нешто што е неопходно за секој бизнис и бизнисот не може да опстои без тоа. Затоа ние гледаме огромни бизнис можности, се надеваме дека за многу брзо време работиме на тоа да добиеме нови соработки со компании во кои можеме да ги имплементираме нашите услуги и секако да оствариме едно партнерство со што повеќе компании и да изградиме еден успешен бизнис. Секако во вашето портфолио, во вашите CV-а, ова ќе биде нешто што ќе зафате сериозно место за понатаму. Веќе кажав дека сте ученици во трета и дел во втора година, до година дел од вас матуранти, но дали ученичката компанија Nextbot во идната школска година веќе биде отворена и за други ученици од пониските години па да се приклучат кон вас? Па зависи, доколку се прошири доволно компанијата, имаме потреба од додатна помош, ќе барам. Едни од нашите идни планови бе исто така да се прошириме, односно повеќе ученици да дознаат за нашата алатка. За сега само ја проширивме идејата во горната гимназија. Би сакале во иднина и во други училишта во Битола, па може би во другите градови. Да се прошириме, да им кажеме, да ги известиме за нашиот кариерен информатор и AI chatbot. Значи, планирате да растите уште повеќе? Да. Значи, јас ви благодарам за разговорот и посакувам да ви се исполнат сите желби, да се запишете на вистинскиот факултет, кој што ќе ви овозможи успешен кариерен пат понатаму. Ви благодарам. Благодарим и вас за ова интервју. Тука уште ќе кажеме дека младите креативци се вклучени во клубот на амбасадори на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Штом те видов срцево место закочи, како ми се смешно, а ке ме допечи. Што ти требаше да ми застанеш како ангел пред очи. Немој некој да не чуе што зборуваме. Имам долга врска, многу си се сакаме. А баш си сладок ти и срце не ми дава јас да ти кажам не. Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Кога ке ми пратиш поглед, тогаш знаеш ли? Срцево го варам некаде во петици. Роб ќе бидам твој, врзи ме за себе со златни лисици. Дечко ме чека од овде на минута, а уште сум со тебе си ја барам белјата. Што ме тера да сакам да сум твоја до крај на вечноста. Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Опасно е да сме заедно, па уште не само јас и ти. Опасно е да сме заедно, па уште не само. Знаеш ли? Во денешното издание на емисијата Студентски парламент на УКЛ ФМ Битола подсетуваме дека се уште трае конкурсот за средни и основни училишта.
Конкурс распишен од првиот македонски универзитет во Европската универзитетска алијанса UCLO Colors. Конкурсот Корени и крилја Европска диплома дома годинава со фокус на метаморфоза, односно внатрешна и надворешна преродба што треба да се одвива во секого од нас индивидуално, но и колективно заедно. Ги повикуваме тинејџерите од сите училишта од земјава повторно да ја покажат својата креативност и да креираат мултидисциплинарни изработки од најразлична природа. Литературни творби, мултимедијални, како постери, кратки видеа, рилсови, аудиоджинклови и инфографици, потоа ликовни творби, традиционални и современи во сите техники и формати. Можете да истражувате и да се инспирирате од следниве коментари и мислења на нашите сограѓани. Например, будењето во вас, од кукла до пеперутка, сепак кокона. Економска магија во боја, ДНК на напредокот е метаморфозата, еден куфер и безброј идентитети. Каде сте македончиња, кога домот станува туѓина, а туѓината нов дом? Човекот и технологијата, кој кого менува, метаморфозата на младите во дигиталната ера. Размислувајте и за старите вредности во ново време, дали се губат или се трансформираат. Градиме младина за нашата иднина. Мојата визија кога ќе бидам студент на UCLO во Европскиот универзитет на иднината Colors. Предизвикот Корени и крилја Европска диплома дома годинава со фокус на метаморфоза е отворен до 4 мај 2026 година. Може да работите индивидуално или во група со своите ментори. Изработките треба да се испраќат на info.colors@uclo.edu.mk подпишани со податоци за авторот, односно авторите, менторот, имейл адреса на менторот, училиште, град, телефонски број за контакт во следниот формат: литературните во PDF, мултимедијалните во соодветен файл. Ликовните творби треба да се фотографираат и во првата фаза да се испратат само електронски фотографии. Тоа може да се направи преку WeTransfer. Изработките кои ќе бидат селектирани ќе бидат јавно представени на отворени активности во Битола и целата држава, како и во медиумите на UCLO, односно на веб страницата на UCLO, на Универзитетското радио UCLO FM, социјалните мрежи, UCLO Colors магазинот и така натаму. А ќе бидат презентирани и во градовите во кои UCLO има своји единици. Преку ваквото поврзување се отвараат и дополнителни можности за соработка на универзитетот со менторите и училиштата. Учесниците и менторите добиваат сертификати од UCLO Colors, алијанса која гради Европски универзитет. Да кажеме дека минатогодишните творби беа извонредни. Истите беа објавени во публикацијата, односно брошурата Корени и крилја, а драмските и аудио изработките во аматерски документарен филм кој беше прикажан во програмата на меѓународниот фестивал Камера 300, додека авторите и нивните ментори зедоа учество во бројните активности на UCLO и UCLO Colors. Исто така, кампањата и творбите беа представени пред координаторите од Германија и сите партнерски држави на Алијансата Colors во живо и низ интернет просторот, а се истакнати во извештајот кон Европската комисија, како оригинална и ефективна заложба на UCLO Colors за свртување на младите кон својата конструктивна сила. И годинава сите ученици и ментори кои поднеле творба, како што кажавме, и годинава сите учесници и ментори кои поднеле творба ќе добијат сертификат за учество во активност на Европската универзитетска алијанса Colors, чиј што дел е UCLO. Во улога на ментор може да се јави родител, пријател или член на семејството, кој суштински придонел за креативната изработка на тинејџерот. Значи, тинејџери од основните и средните училишта, прикажете ја вашата метаморфоза. Ве очекуваме. Време за плачење. Колку жешко може дај се топев пред тебе ко да сум ја шеќе. На тоа ќе остане. Времето си лета кога помина лето. Среќа се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам нема никој како нас. Знам дека ме мислиш.
чувство е се од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина. Лето е среќа, се смеа на глас. Секој пат кога на тебе јас помно мислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти стоти пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се стремам. И без див ја сторам секогаш кога од тебе одам. Но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Кон крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, уште да кажеме дека Економскиот факултет од Прилеп единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола на 15 април беше преполн со енергија, идеи и млади луѓе, учесници на надпреварот од областа на циркуларната економија, кој што се организираше по четврт пат. Учествуваа 26 пријавени тимови или 146 средношколци од 12 средни училишта од Прилеп, Битола, од Кавадарци, Кичево, Ресен и Македонски Брод. Трендот на зголемување на бројот на пријавени тимови и учесници на надпреварот од година во година најдобро ја отсликува големата заинтересираност и ентузијазмот за оваа актуелна тема. Креативните идеи беа оценувани од страна на стручно жири, сочинето од представници од бизнис секторот, и тоа Никола Чадамов, финансов директор на Конфи Ангел до Прилеп, Александар Матески, директор на сектор за корпоративни и правни работи во Прилепската пливарница АД Прилеп, и Верица Исајловска, представник од сектор за човечки ресурси во Витаминка АД Прилеп. За првонаградените три тимови, Економскиот факултет од Прилеп обезбеди парични награди. Првото место отиде во раците на тим 9, кружен напад од Средното општинско училиште Ристе Ристески Ричка од Прилеп. Второто место за тим 11, Чив Бади од СОУ Марко Милевски од Кичево, а третото место за тимот Тиквешко Злато од гимназијата Добри Даскалов од Кавадарци. Пакомак до Скопје, како поддржувач на настанот, обезбеди три посебни награди за три тимови во вид на зелени поени за користење на повратни вендинг машини преку апликацијата Екомак, и тоа за тимовите. За прво место, тимот Green Pioneers од СОУ Јане Сантански од Битола, второто место за Apple Loop од СОУ Цар Самуил од Ресен, а третото место за Гим Тим од гимназијата Мирче Ацев од Прилеп. На овој начин, Економскиот факултет Прилеп активно придонесува кон подигнувањето на свеста кај младите за значењето на циркуларната економија, поттекнувајќи ги да размислуваат креативно и одговорно во насока на создавање систем во кој отпадот станува ресурс, се обезбедува одржливо користење на ресурсите, се намалува отпадот и се гради економија што ја штити животната средина и идните генерации. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, и немам сила веќе да те погледнам во лице. Ти ми правиш бум во глава и бум во срце, да не можам на друг да мислам освен тебе. Ти се појавуваш и се застанува, милион мисли како да те добијам. Ти се враќаш како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Како бум бум бумеранг, бум бум бумеранг, и немам каде јас да побегнам. Бум бум бум, бум бум бум, и немам каде јас да побегнам. Ти се плашиш да ме сакаш,
пријатели, тука е крајот на денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а и уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Разделба на усните почива, љубово срце мир не дава, љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Твоите бакнежи најсладки, мои се копнежи најгорки. Љубовта треба да победи, светлина од гради да излези. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов дај. Не престанувај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Само љубов, љубов дај и не престанувај. Само љубов, љубов дај, ова нема да е крај. Укло ФМ Битола. Април 2026 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk